И здраво на сите, денеска сме на МТ Auto во Охрид, како што приметувате, ова е влезот на Охрид. Лесно ќе го најдете овој плац. Оно што го одвои овој плац од повеќето е тоа што е еден од поголемите и еден од поголемите објавувачи на vozi.com. Така да поделен е на неколку дела. Сега ќе го снимиме овој првиот дел тука што е. Ќе разгледаме што има. Нема да се задржуваме многу, посебно секоја кола. Ќе извозиме една дефинитивно, ќе одбереме која, али сега за сега да ги разгледаме овој сектор овдека што има од коли. Ќе почнеме еве од оваа лева страна. Некои да речеме по економични просечни коли овдека Seat и Mazda. Имаме една убава на Insignia, едно BMW серија 3 класика. Кашкаито, што доста се бара како SUV, како кросовер модел. Еве овдека и неколку Audиња, а одма до нив се и BMW-њата, ќе ги видиме и нив, значи отом потом, полекичка. Шкода Yeti, ако сакате полицаец да изиграате, што има друго Ford Focus, што се доста интересни за таа класа. Обично држат и некоја по-ефтина цена, мада и Меганоте мислам тука некаде. Голфовите се мислам дека ипак нешто малце поскапи од Фокусот. Некој Шевролетче, осем гледаме и Поло овдека. Еве ги BMW-њата што ви ги зборев, така да и тие се сасим доста добри и веќе по-луксузна класа. Ај ќе седнеме барем во едно од нив, ќе седнеме еве во ова, да го видиме што има унатре. Ајде идеме. Кожни седишта, нормално. Пак е жешко надвор, значи ова летно време се снима. Скопјанисче мора да дебели само летно време, која е сезона. Нигде нема зимно време. Ајде се задржиме на темава за возила. Супер кабина, така да BMW си е одлично за надолги стази. Информации немам закачено за да можам да прочитам, ама затоа ќе ве потсетам оние што мене ми помагаат за да ги снимам овие видеа. Тоа се vozi.com. МТ Auto ги објавува своите возила токму на тој вебсайт. Ќе го најдете возилото и таму и ќе си прочитате што точно податоци има. Само да видам, може и по ознаката ќе видиме барем кој мотор е, ама нема. Добро, како и да е. Идеме сега овој дел, гледаме една конкуренција помеѓу Peugeot 308, а ова и Seat Leon и Golfче. Така да, што би одбрал меѓу овие три? Многу тешко, тежок избор. Ама, мислам дека ова средишно, затоа и ќе влезам во него. Ако е одлучено до душа, веројатно е, пошто BMW-то беше. Да. Ајде, идеме. Одлично. Некако кабината е така направена да е фокусирана спрема возачот, што тоа мене посебно ми се допаѓа. Одлично возило што ќе ви дае и пространство у однос голема кабина, кај што ќе си седнат комотно и четворица со багажник и ќе си дојдат на летување у Охрид нормално. Идеме далje сега. Веќе 4-та минута, а има уште многу коли за покажување. Се надевам добро ме слушате, пошто сум блиску до патот, али претпоставам звукот е добар, ќе видиме од послем. Еве сега и оваа класа на возила ќе ги видиме и нив. Како што реков, нешто ќе одбереме и да возиме, веројатно ќе биде ова, така да сега нема да го покажувам у детали. Ќе го видиме накнадно на посебно видео, затоа стиснете subscribe. Ќе го има и тоа, ќе го видите и него. Као некоја конкуренција, ама далеко од конкуренција на тоа джипче. Мада се одлични и овие. Вршат работа у однос ако ви треба уште поголем багажник. Тука завршува негде првиот дел.
Тоа е све што има тука. Сега ќе се пребациме за кратко во следниот дел, што е од Карши преку улица. Ќе видиме што има и таму. Ајде да поминеме, само да не ме собере некој туристички автобус галеб. А не е ни галеб. Идеме далje сега. Ева го вториот дел. Тука веднаш не пречекува едно Порше, кое што е доста луксузно унатре. Сигурно мислам дека е заклучено. Да, али не знам дали се приметува, интериерот си е стварно, немам коментар. Предобар. Тука повторно има мешаница од мали градски автомобили со па и некои полуксузни. Mazda двојки што доста се бараат, градски автомобили што се трошат доста. Исто тоа можем да го кажем и за Opel од Corsa. Имаме и некој постор од Citroenче C3, си вршат работа и они. Fiat 500, Suzuki Swift мене посебно ми се свија. Ај ќе влеземе да го видиме Suzuki Swift-чето, пошто сум возел на времето старо Swift-че и се свиѓаат. Ме седи што е многу напред као за мене. Јас сум 1,83 м, една секунда, дечки. Опа! Че јадеме па добре сега. Колку ќе си платиш, толку ќе си добиеш. Мада и ова кабиница си е доста коректна. Штоф материјали. Инструментаблата класична. Ми се свиѓа што е многу прегледно. Предпоставувам за возење низ град си е топ количо. Обавезно нели мора клима да има, без клима ќе исцркате. Ајде се идеме следно. Доста време и Punto знам, сум барем лично за себе Grande Punto да си изјавам, пошто се добар однос на цена и квалитет. Чисто се подсетиме како беше унатре. Ќе пишам веројатно за некои од коливе колку коштаат као цени. Ќе ги најдам на Возиком и ќе ги ставам на екранчето. Ево го и Punto-то. Нешто као по-големо чувство дава, што и нормално и по-голема кола е. Така да, ако и треба нешто малку повеќе простор, као градско возило, може ова да врши работа. Обично се 1.3 мултиджет моториве, генерално добри си. Идеме далje. Да не го направам видео големо. Toyota нема грешка, нема да идете по мајстори, што и да е, па дури и дизелите се добри. Веќе стварно за некој што има голема фамилија. Па и ова исто можеме да кажем, караванчево. Тука крајниот дел. Имаме, што би влегол, ај би влегол во ова минито. Пошто се доста специфични, што моделче ова, кој можеме да дзирнеме. Гледаме Badge S овдека. Така да од секојаш биле доста штосни на изглед. Било кое мини, како што гледате, доста е спуштено до земја и сигурно дава интересно чувство при возење. Чекај да видиме. Ама ова е заклучено. Добро, нема везе. Ги знаеме од прилика како изгледат минијата. Сите се некој интересен стил, различен од сите. Идеме сега уште овој дел да го дзирнеме, средишниот и овој лево. Тука имаме мали автомобили, ептен мали градски. Стварно вршат работа ако воопшто не ви е гајле за багажник, само за низ град, градски релации. Сите се со 1.0 бензински мотори, дали Peugeot, дали Citroen, дали Toyota, сите се на иста платформа, а што ќе одберете, тоа си е до вас. Ја би одбрал Toyota-та,
Ако имате па нешто малку поише пари, па земете си Fiat 500, уште поубаво. Овие си интересни, Opel, мислам дека и Suzuki имаат сличен модел. Така да со подигната задница некако интересно изгледат. Агила, а на Suzuki беше Splash. Ако не се лажам, да, Splash беше. Поубави коли е веќе на средина. Пасатите нормално доста барани, се уште. Е 220-ка Mercedes. Хајде да видиме дали сега 2024-та. Ма не знам точно која година е на производство, ама ќе го видиме внатре како е. Дали е боле BMW-то што седнавме преска или ова? Епа ја би рекол ова. И само ради еден детал, ради ова. Како дрвесина дава, не знам, поубаво чувство барем мене. И седењето е одлично. Мислам дека дури по-комфорно од BMW-то, што и замислата на Mercedes као бренд е углавном повеќе комфор. И онаа значка ондека исто доста вреди. Напред на хубавата. Интересно е у возња да си ја гледате. Да, убаво чувство. Али пекол е тука на сонце била кола, така да излегува. Ај уште Маздата ќе ја видиме. Не седнавме во ниту едно Ауди, ама мислам дека Мазда као компанија сака малце да ги копира Ауди, поготово и во внатрешноста, некој минималистички стил. Ај баш ќе видиме, да провериме дали е така. Ако е отклучена, ако не, немам среќа. Оп, отклучена е, одлично. Апа! Еве го. Маздичето, црна интериер, као повеќето Ауди. Дали личи? Сад, добро. Да речеме блиско, ама не баш. Али пак го дава Мазда и она премиум чувство што имам тенденција они да го доловат, а поготово во наредните модели, поготово во джиповите, вметнуваат уште поголем луксус. Али ова е топ исто. За сите кажав топ дека. Идеме сега да повозиме нешто, да видам со власниците на плацот, што ќе одбереме да возиме. Фала ви на вниманието и стиснете subscribe, разгледувајте си огласи на vozi.com, видете ги сите огласи на МТ Auto, стварно ги има многу, дефинитивно за секој джеп има, за секој вкус, ќе си најдете нешто по ваша желба. Фала уште еднаш и се гледаме во ново видео.